Тетовските пожарникари кои се членови на независниот синдикат денес преку мирен протест побараа решавање на проблемите со кои се соочуваат. Дотраена опрема и лоша опрема за лична заштита, немаат здравствени прегледи, а згора на тоа општината им крати од платите и не им ги исплаќа во целост дотациите што им следуваат. Подсетија на нивното барање за средба со градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и спогодбено решавање на спорот. Со промените во законот за пожарникарство в 2005 година, пожарникарите премина во локалната самоуправа. Правата и одговорностите ги бараат преку тој закон кој што градоначалникот на општината треба да ги спроведе, но нема никаков напредок во делот на унапредување на нивните права, ниту пак на техничките средства како основни средства за работа. Изминатиот период на неколку наврати се обративме до местниот градоначалник господја Теута Арифи, со која што бараме средба на која што ќе ги нашите детерминирани забелешки во делот на нивните права што се оштетени, односно согласно закон за работни односи и согласно закон за пожарникарство, како основна плата и додаток на плата кој што не се исплаќа во целост и онака како што определил законодавецот. Средба се уште не остваривме и покрај тоа што ќе повторам на неколку пати се обративме до неа. Со цел да докажем дека сме во право како синдикат, синдикатот на неколку наврати има поднесено тужби до Основниот суд Тетово, каде што врз основа на вешт наод и мислење се констатираат огромни разлики во плати и додатоци на плати што треба да ги земат пожарникарите. На еднакво ниво, како што се распоредени вработените во ТПП Тетово, имаат разлики во плата, како и додатоци на плата. Неадекватна пресметка на додаток на плата. Например, 29% е за прековремени сати, треба повеќе. Работа во празник, викенд и така натаму. 20% за сложеност на работа и работни задачи треба да земат повеќе од преостанатите вработени во општината. Од овде ја повикам господја Теута Арифи да не повика како синдикат и лично да ги објасниме проблемите кои што се затекнати во оваа територијална противпожарна единица. Како синдикат ние сме согласни да направиме спогодба со која што ќе ги отстраниме проблемите во ТПП Тетово. На начин што сите судски постапки што се поведени ќе ги решаваме на мирен начин, без да се зголемат трошоците по основа на судски такси, адвокатски трошоци, вештаци, извршители и така натаму. Пожарникарите се жалат и на старата и дотраена опрема. Пошто ние чекаме униформе, возила чекаме од нив, не знам дали се запознаени, возилата ни се крш. Кога и тогаш ќе откажа возилата, униформите ни се стари 20 години, не можеме више да функционираме од донација. Значи, да ни помогне и премиерот Заев и дирекцијата за заштита и спасување. Ние сме почнали први со барање преку градоначалничката, сега ќе почнеме барање преку работодавачот, сега ќе почнеме барање и до дирекцијата и до премиерот да се реши проблемот не само за Тетово, него на ниво на цела Македонија да се реши проблемот со пожарникарството. Тие своите барања ги истакна и минатиот месец на прославата на Денот на пожарникарите, кога градоначалничката Арифи рече дека смета дека општината ги завршила обврските во рамки на законот. Ние сметаме дека во рамки на законот сме ги завршили обврските, така да во врска со тоа се води процес пред Основниот суд Тетово, дур не заврши процесот, значи ќе гледаме како ќе заврши, па според тоа ние сметаме дека немаме долгови, туку напротив сме ги консолидирали платите и исплатите. Ама тоа треба нормално да го утврди судот. Од синдикатот велат дека доколку не се реализираат нивните барања, протестите ќе се прошират на улиците во Тетово. Отворање на народна кујна, центар за аутизам, поставување мерни станици за квалитет на воздух близу фабриките, реконструкции во училишта. Ова се дел од проектите кои беа предложени од страна на граѓаните кои учествуваа на првата форумска сесија во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, преку кој за гостивар се обезбедени 50.000 швајцарски франци.
Активностите продолжуваат понатаму со дискусија околу предложените проекти на втората форумска сесија која ќе се одржи следната недела. Правилата дозволуваат финансирање на 1 до 3 проекти, кои ќе бидат избрани на последната четврта сесија со гласање на граѓаните. Право на глас ќе имаат оние граѓани кои учествувале на најмалку 3 од сесиите. И вечерва тука се поканети сите заинтересирани страни, како што се невладини организации, граѓански организации, и со тие пари, со 50.000 франци, ќе се буџетираат, ќе се финансираат 1 до 3 успешни проекти кои ќе се промовираат вечерва тука и ќе се избираат од самите учесници. Целта е да се зголеми социјалната инклузија во општина Гостивар, граѓаните да бидат дел од планирање и реализирање на проектите на општина Гостивар. На првата форумска сесија се обрати и председателот на Советот на општина Гостивар Насир Муслиу, кој истакна дека ваквите проекти се од големо значење за граѓаните и ќе придонесат за подобрување на одредени состојби во општината. Проектот за јакнување на општинските совети е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се спроведува преку Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. 6 лица се здобиле со полесни повреди во сообраќајна незгода која се случила вчера во 6 часот и 50 минути на локалниот пат село Пирок, село Жеровјане. Во неја учествувале патничко возило Toyota Corolla со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 51 годишник од село Пирок, и патничко возило Volkswagen Vento со тетовски регистерски ознаки, управувано од 45 годишник од село Рогле. Во незгодата со повреди се здобиле 6 со патници во двете возила, кои со други возила биле пренесени во клиничката болница Тетово, каде им била укажана лекарска помош. Извршен е увид, информираат од СВР Тетово. Вчера во 11 часот полициски службеници од полициското оделение ТРЦ на приватен имот на место викано Селце, атар на село Одри, пронашле нежигосано огревно дрво. На местото биле затекнати 2 лица од село Одри. Дрвата биле одземени и предадени на шумската полиција и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во 23 часот и 15 минути во текот на вчерашниот ден, полициски службеници од полициското оделение Камењане во село Горно Палчиште лишиле од слобода 29 годишник и 24 годишник од Тетово. При преглед на патничко возило Рено Меган со тетовски регистерски ознаки, управувано од 29 годишникот, а кај 24 годишниот сопатник била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот, против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Пешаците вчера беа фокусот на акциската контрола на секторот за внатрешни работи Тетово во периодот од 12 до 18 часот. Во контролата вкупно констатирани се 30 прекршоци, од кои 20 во Тетово и 10 во Гостивар. 13 од прекршоците се поминување надбор од пешачки премин, 11 во Тетово и 2 во Гостивар, додека 8 прекршоци во Тетово се за непочитување на светлосната сообраќајна сигнализација или наредбите што ги издава полицискиот службеник при регулирање на сообраќајот, како и 5 други видови на прекршоци кои ги сториле пешаците. Постапувајќи согласно на Законот за безбедност на патниот сообраќај, изготвени се вкупно 50 прекршочни платни налози, од кои 2 во Тетово и 10 во Гостивар, како и 22 сообраќајни поуки, 18 во Тетово, 4 во Гостивар. За време на вчерашната акциска контрола констатирани се и 10 други видови прекршоци, кои се санкционирани со соодветни поднесоци, информираат од СВР Тетово. Од 1 јули 15% од платениот ДДВ се враќа кај секој граѓанин со наполнети 15 години. Денеска управата за јавни приходи заедно со премиерот Зоран Заев и со министерот за финансии Драган Тевдовски го најави почетокот на мерката.
Во изминатиот период, тим составен од УЈП, заедно со ресорното министерство, работеше на креирање на модерен, брз, ефикасен и едноставен начин, преку кој што граѓаните можат да го искористат своето право за поврат на ДДВ. Мерката има две главни цели. Прво, поврат на 15% од платениот ДДВ кон граѓаните, како што е ветено, и втората цел е намалување на сивата економија. Повратот на овој начин се врши само за граѓаните, а не и за предпријатијата. Важи само за ДДВ содржани во фискални сметки, не и за ДДВ од фактури и сметки со сметкопотврда. Може да се користи само за фискални сметки до износ од 30.000 денари. И нема да важи, се разбира, за сторнирани фискални сметки. По стартот на проектот поврат на 15% ДДВ кај граѓаните, на секој граѓанин ќе му биде навистина важно дали фискалната сметка во нивните раце е валидна или пак за производот кој што го купиле, некој им издал незаконска фискална сметка и со тоа им гоускратил правото да остварат враќање на ДДВ. Апликацијата Мој ДДВ, кој што граѓаните ќе ја користат од 1 јули, дозволува скенирање само на валидни фискални сметки. Со скенирањето на баркодот, системот на УЈП ги вчитува сите податоци од фискалната сметка, додека незаконските компјутерските сметки нема да ги препознае. Ниту една земја членка на Европската Унија на состанокот во Луксембург не рече не за преговорите со Северна Македонија, изјави министерот за надворешни работи на Словачка Мирослав Лајчак, кој е во посета на Скопје. You have no reason to be disappointed. The decision was postponed for technical reasons, but there was a lots of good energy in the room, and many member states have said many good things about your country, and it was a general understanding that North Macedonia deserves to be invited to start accession negotiations, and I sincerely hope and expect that this decision will become a reality by October or before the end of October. And in the meantime, I want to encourage you to continue doing good work in implementing reforms for the benefit of your country. Лајчак вели дека земјава играла според правилата и дека наред е сега Европската Унија да си ги спочитува собствените правила. Ако не добиеме датум до октомври, тоа ќе биде точка на нашата европска перспектива, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров. Мислам дека нашиот успех ќе биде важен сигнал за целиот регион, дека европската врата е отворена и европската визија за регионот на Западен Балкан постои. Доколку такво нешто не се случи, тогаш тоа ќе биде точка на таа перспектива и мислам дека товарот во следниве неколку месеци, се разбира, ние ги се продолжиме да се работиме дома, тука е еднината на СЈО, меѓутоа товарот е на земјите членки. Доколку земјата не добие датум, тоа ќе се одрази на кредибилитетот на Европската Унија, вели Димитров. И ако тука Унијата не го испочитува ветеното, тогаш ќе биде тешко да и се верува дека тоа може да го стори и на друго место. Лајчак вели дека има земји членки кои не се за проширување на Унијата и повеќе се за внатрешна консолидација, но дека се свесни за својата улога во регионот. Предпладне беше сончево со мала до умерена облачност. Попладне и во вечерните часови нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа во интервал од 15 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре предпладне ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилен дожд, силен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 15 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7.